за нас нема никаква дилема дека бркањето на новинарите од Собраниската галерија на 24 декември 2012 година е класичен пример на цензура, кој што нашиот устав го забранува. Тој ден Собраниското обезбедување, по наредба на председателот на Собранието, ги спречи новинарите да ги следат настаните околу донесувањето на буџетот, кој што беа настани од висок јавен интерес. Тој ден новинарите не беа во можност да известуваат за настаните околу донесувањето на буџетот, а на македонската јавност беше ускратено правото да се информира навремено за овие настани. Да не беа снимките од мобилните телефони на опозицијските пратеници, ниту ние како медиуми, ниту јавноста ќе имаше можност да биде информирано за тоа што се случи во Собраниската сала по бркањето на новинарите од Собраниската галерија. Постои за нас само едно објаснување дека единствена причина за бркањето на новинарите од Собраниската галерија беше желбата на власта да го скрие насилното бркање на опозиционите пратеници од Собраниската сала. Ние како ЗНМ дадовме оценка за одлуката на Уставниот суд и за нас навистина е нејасно зошто на Уставниот суд и требаше повеќе од една година да одлучи по нашата иницијатива и второ, како е можно да расправа за нашата иницијатива, а и покрај тоа што побаравме да бидеме поканите на јавната расправа кога ќе се разгледа нашата иницијатива, тоа не го направи. Кога би биле поканети, веројатно Уставниот суд немаше да напише такво смешно образложение дека наводно од Собраниската сала пратениците фрлале со тврди предмети во правец на новинарите. Ние и тогаш и сега тврдиме дека таков настан не се случи, такво фрлање од Собраниската сала немаше. Но прашањето е како е можно Уставниот суд да дозволи да одлучува мериторно врз основа на шпекулации. Прашањето е кој го доведе во заблуда Уставниот суд со вакви дезинформации. Рековме дека одлуката на Уставниот суд е скандалозна затоа што Уставниот суд не успеа да утврди прекршување на Уставот кое што беше толку очигледно, кој недвосмислено гарантира слобода на мислата и право на пристап до информациите од јавен карактер. Апсурдно е да тврдите дека изфрлањето на новинарите од галеријата, дека сте ги изфрлеле новинарите од галеријата затоа што сте сакале да ги заштитите. Но никој не објасни од кого ние како новинари бевме загрозени. Жално е што македонските институции ја испуштија можноста да го спасат образот на македонската демократија. Не покажа демократски капацитет, да констатират една очигледна повреда на Уставот и да барат одговорност од оние што го повредија Уставот. На власта очигледно поважно им беше кариерата на еден политичар отколку уставниот поредок на земјата. Очигледно дека спикерот на Собранието не ја прифати улогата да го покрие срамот на власта. Изгледа дека одлуката за бркање на новинарите не била само негова и затоа тој одби да ја преземе целата одговорност врз себе. Од друга страна, власта не покажува знаци дека извлекува поука од ваквите непромислени одлуки и дека во иднина нив нема да ги повтори. Напротив, тие што го прекршија Уставот ги награди. Реизборот на Трајко Велјановски за председател на Собранието е доказ дека сиреџискиот однос на власта кон новинарите и медиумите ќе продолжи уште пожестоко. Салмане, извини, само тука една мала дегресија во однос на реизборот на Трајко Велјановски.
После настаните на 24 декември, дел од новинарите зазема еден принципиелен став на некој начин да се бойкотира Трајко Велјановски, додека тој не понесе одговорност, додека не се извини за акцијата на собраниското обезбедување и на припадниците на МВР во однос на новинарите, но видовме дека после некое време тој принципиелен став го снема. Значи, активностите на Трајко Велјановски продолжија да се пренесуваат. Мислиш дека медиумите тука требаше да обстојат полого на тој став, додека не добија јасно мислење и јасен став од Велјановски? Мислам дека тука нема дилема. Ако се прашуваат новинарите, тој став ќе беше почитуван до крај. Меѓутоа прашањето кој ги контролира медиумите. Ако вас од медиумот ви барат да ги следите на страните, ви имате еден избор, или да оставите работа или да продолжите да ги следите работа. Така да мислам дека тоа прашање не е само прашање на новинарите, тука е веќе тоа е прашање со кој треба да се занимаваат медиумите. Дали во суштина медиумите се свесни за нивната улога што ја одигруваат во општеството. И мислам дека во тој правец новинарите малку може да направат, затоа што се изолирани, осамени, не можат без поддршка од медиумите, без поддршка од јавноста, новинарите не можат да истраат во таа битка. Сакам да ги нотирам уште некои прашања кои што мислам дека се битни за поврзано со одлуката на Уставниот суд. Спомнав на почеток дека навистина ова одлука ни покажа на јавна сцена дека во Македонија не владее принципот на поделна власт и ви имате иста одлука од Собранието на Македонија, од полицијата, од Народниот правобранител и од Уставниот суд. Значи, сите тие институции кои по логика на нештата треба од различен аспект да ги разгледуваат прашањата кои се поврзани со заштитата на слободите и правата на граѓаните, тие донесоа иста одлука. Многу е интересно што после донесувањето на одлуката и јавните критики во јавноста, одлуката на Уставниот суд не ја заштити, не излезе во јавност да ја заштити, да го заштитат или да го одбранат самите судите кои излезе владаачката партија. И тука остави сомнеш дека дали во текот на донесување на оваа одлука Уставниот суд бил подложен на притисокот од ова политичка партија. Мислам дека ова одлука од Уставниот суд не треба да бидат вознемирени само новинарите и медиумите. Треба да бидеме вознемирени сите ние како граѓани. Затоа што ако Уставниот суд не е во состојба да ги заштити правата и слободите на граѓаните, тогаш навистина на кого ние треба да се засноваме ако евентуално некој од органите на извршната власт ни ги повредува нашите права. Се стравувам дека ова одлука нема да биде исклучок, туку ќе биде правило на кој начин власта во иднина ќе се однесува. Мислам дека освен овие негативни работи кои што ние ги нотираме во одлуката, поврзано со одлуката на Уставниот суд, има уште некои добри работи кои што мислам дека треба да се потенцираат. Првото е што новинарите за прв пат одбија безприговорно да ги спроведуваат одлуките на извршните органите од извршната власт кога ја извршуваат нивната професионална задача. Мислам дека власта се изненади и очекуваше дека кога на новинарите ќе им биде наредено да ја напуштат галеријата, дека безприговорно ќе ја напуштат, и добро е што новинарите не ја почитува, не го почитува нивното барање, туку бара сериозно објаснување зошто тие треба да го напуштат, да ја напуштат галеријата и кој всушност донел таква одлука и врз основа на кој закон. Другата позитивна работа е што мислам дека власта ја губи битката, обидувајќи се да ја оправда одлуката за бркање на новинарите. Не само во надвор, туку и во земјата. Вие знаете дека во сите меѓународни институции и организации прашањето за 24 декември сериозно е критикувано од тие институции. Ја ќе ви цитирам една
за да покажам во колку непријатна ситуација се македонските власти кога треба да објаснат што се случи на 24 декември, ќе ви цитирам еден одговор од нашата мисија во Обединетите нации во врска со критиките на специјалниот известувач за слобода на изразување од Обединетите нации. Вика вака: што се однесува до настаните што се случија во Собранието на Република Македонија на 24 декември 2012 година, треба да се појасни дека при настаните во прашање не се работеше за новинари отстранети од салата на Националниот парламент, туку тоа што всушност се случи е дека беше утврдено дека е неопходно да се советуваат новинарите да ја напуштат пленарната сала на Собранието, додека условите за Собранието да продолжи со својата нормална работа и седница не се стекнат повторно. Мојот македонскиот не е мој мајчин јазик, но верувам дека добро го владеам. До сега не знаев дека да влечете новинари значело начин на советување. Така да, мислам дека приказната која власта се обидува да ја продаде во светот во врска со 24 декември нема практично приказна, никој не им верува дека тоа што се случи во Собранието не беше обид за цензура, туку некоја легитимна одлука на органите. Мислам дека приказната и внатре во Македонија не им шкрипи во нивниот спин, затоа што прво изразија жалење, па после се повлекоа, па измислија дека новинарите мора да бидат отстранети од таму затоа што можеле да ги гаѓаат со камери пратениците, кога видоа дека тоа е апсурдно, затоа што никад додека новинарите ја следа собраниската седница од таа галерија не дозволија да се случи некој инцидент. И после на крај го измислија тој изговор дека практично ги избркале затоа што во суштина сакале нив да ги заштитат, меѓутоа прашањето од кого ние бевме загрозени за да не заштитат. И на крај ние и како новинари и како здружение немаме друг излез освен да нашата апликација и нашето право да го бараме во Европскиот суд за човекови права. Сите новинари кои што беа подпишани на иницијативата пред Уставниот суд, го овластивме повторно нашиот правен застапник да почне да работи, да ја пишува жалбата за Европскиот суд и мислам дека во рамките на тој законски рок таа жалба ќе биде поднесена. Ние сме убедени дека Европскиот суд за човекови права ќе утврди прекршување на правото на слобода на информирање во конкретниот случај.